Доминантна филозофска позиција кон крајот на антиката бил неоплатонизмот. Последниот оригинален антички филозоф бил Плотин, живеел од 204 година до 270 година. Неоплатонизмот на Плотин представувал мистично и религиозно надоградување на учењето на Платон. Божеството Плотин го нарекува едно и тоа е основа и праизвор, цело пред деловите, чиста форма, се настанало и се враќа во него. Допир со Божеството возможен е само во состојба на екстаза, како непосредно и лично доживување. Едното, Божеството, не создава, тоа излева од себе, свети како што сонцето е шири светлината, тоа е еманација. Од едното се еманираат хипостази, форми на суштествување. Прво се хипостазира ум, кој е причина и образец на светот. Умот, како дух, со идеите, определува што и какви ќе бидат единечните предмети. Втората хипостаза е космичка душа, што е меѓу духот, умот и светот. Третата хипостаза е материјата, кога еманацијата најмногу ќе се оддалечи од праизворот. Патот надолу се одвива последниот редослед. Духовите, човекот со телото, другите суштества и предметите. Патот нагоре е обратен, изразува различни форми и степени на сознание. Степените на сознание се следните. Првиот е сетилното сознание, вториот е разумското сознание и третиот е интуицијата, непосредно сознание како идентификација со Божеството. Крајното сознание представува абстракција од се што е единечно и сетилно, како и од сите можни определби. Патот што ја води душата кон својот праизвор е љубовта, мистичната љубов, целосно предавање на Божеството.